Заборавете на дрвата и кјумурот кога одите на излет. Единствено што од сега треба да си носите кога сакате ручек во природа е сонцето. На Никола Стојанов, пензионер од Кочани, детската игра му дала идеја сонцето да го искористи за правење скара. Јас сум постара генерација. Кога бевме деца со оно стаклото од електрик што викаме ние у Кочани и у Штип, палевме цигари си правевме и така натаму. И после на возрастно време си викам мајката, ако можам да го запалам со ово мало, зошто да не направам големо и ке готвиме. Ама изумот не е плук ни залепи. На идејата и требало време да созрее и да се најде вистинската конструкција. Значи мисле прво како да направам мајката, како да ги направам овие елементи да бидат во вид од секаде зраците кои ударат под 90 степени да идат во жижата и така натаму. И навистина не знаев. Прво, јас бех у Германија тогаш. И со еден пријател на плажа, на еден канал голем, правиме кебапи и така. И викам, се сети, викам, идејата ја знам. Арно, ма сега не ја кажу. Сега, освен кебапчиња на сонце, лесно може да се варат и компири. Вкусот е неспоредлив, вели дедо Никола. Заборавете се што сте пробале до сега. Сончевата енергија, која ние ја јадеме преко растителната храна, нели? Тука ја добиваме директно во јадењето. Значи, се има карактеристичен вкус, не сум го само ја рекол, не правам никаква реклама, сум видел и на интернет германци велат дека значи таа иста енергија ја ние примаме и преко храната, преко овој апарат. Наредниот изум веќе се крчка во главата на дедо Никола. Прави печка на соларна енергија. Им ја посветува на зафатените домакинки. Значи, ако идете у 9 сато на работа, 9 сато е сонцето вам. У 2 доаѓате е тук. Така, вие ќе го поставите у средината печката, ќе си ставите јадењето, само не смее многу ретко да видите тоа јадење, и лебот ќе си го ставите. Кој ќе дојдете испечено и ово манџата е готово. Дедо Никола по професија е технолог. Долги години работел во Германија различни професии, дури и како даночен советник. Сега е во пензија. Вели има уште многу вакви слични идеи, како да се штеди енергија и да се чува животната средина. Една по една, сите планира да ги реализира.